Учениците во Македонија имаат премногу предмети, а имаат лошо знаење. На Македонија е потребен образовен систем кој во иднина само ќе се надоградува, а не постојано да се менува. Ова се дел од пораките кои ги испрати премиерот Зоран Заев во неговото обраќање на конференцијата за образование во организација на УНИЦЕФ. Премиерот најави дека следната година ќе почне и опремувањето на основните и средните училишта со современи лаборатории, што ќе придонесе во практичната настава и зголемување на интересот на учениците за наставните содржини. Следната година ќе почне опремувањето на основните и средните училишта со современи лаборатории, што ќе придонесе во практичната настава и зголемувањето на интересот на учениците за наставните содржини. Исто така планираме да го намалиме бројот на предмети во училиштата. Учениците да можат да ги стекнуваат знаењата главно на училишта, за да имаат повеќе слободно време дома. Така ќе ги ослободиме од психолошките притисоци на обврска за постојано механичко следење над книгите, што знаеме дека и не толку дава резултати. Од Министерството за образование информираа дека веќе почнале со ревизија на наставните планови, програми и учебниците, а фокусот ќе биде ставен на реформи во првите 3 оделенија. Имаме веќе почетен материјал кој што наскоро ќе биде ставен на јавна дебата за реформа на првите 3 оделенија, значи прво, второ и трето оделение во основното образование. Целта е да се понуди образование кое што ќе биде прифатено од децата и кое што ќе им понуди квалитетно образование, особено во делот на јазичната и математичката писменост, каде што Македонија всушност е и најслабо рангирана. Од УНИЦЕФ со поддршка на идните реформи во образовниот систем. Заедно со нашите партнери од Светската банка и УСАИД бевме среќни што работевме во развивање на новата стратегија во образовниот сектор. Сметаме дека оваа нова стратегија драматично ќе ја подобри наставата, околината во која се учи и најважно од се, постигнувањето на учениците. И без разлика од кој град доаѓа, едно дете во Македонија ќе има исто ниво на образование. Анализите покажуваат дека во земјава само 1 од 4 деца посетува основно образование, а скоро 5 од 100 децата со попреченост посетуваат предучилишно образование.